Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во дружба со младите кои го користат возот како превоз и мерките кои во таа насока ги донесе владата, разговараше за активните и планираните мерки за млади. Една од мерките на владата овозможува сите млади секој прв и трет викенд во месецот бесплатно да го користат железничкиот сообраќај. Градскиот комитет од Унијата на млади сили ќе патува во Велес, каде што ќе направиме посета на спомен куките на Васил Главинов и Коста Солев Рацин. Оваа мерка која што денеска промовираме започна со реализација во 2014 година, каде што ВМРО ДПМН како влада и партија им овозможи на младите луѓе секој трет викенд бесплатно да патуваат со железничкиот сообраќај. Во 2014 година 18.000 млади луѓе искористи оваа мерка, со што заштедија вкупно околу 6 милиони денари. Во 2015 година интересот за оваа мерка се зголеми, со што 32.000 млади луѓе ја искористиле оваа мерка и заштедиле околу 11 милиони денари. Крајот на 2015 година, почетокот на 2016 кога КУМС организиравме трибини во сите општини во Република Македонија, младите ни придоа и ни рекоа дека оваа мерка е одлична, но дека имаат желба и потреба оваа мерка да се прошири и да имаат можност барем уште еден викенд да бесплатно да користат железничкиот сообраќај. И преку проектот Македонија за младите, младите за Македонија, заедно со други 39 проекти беше промовиран проектот повторно бесплатен железнички викенд за млади, каде што овој проект беше проширен и сега младите луѓе до 27 години можат бесплатно да патуваат со железничкиот сообраќај секој прв и трет викенд. Проценките и очекувањата предвидуваат дека во 2016 година овој проект ќе биде за 30% поискористен од 2015 година. Заклучно со месец април, односно за 4 месеци, оваа мерка е искористиле над 17.000 млади луѓе. ВМРО ДПМН како влада продолжува од 2006 па до ден денеска да се грижи за железничкиот сектор и подобрување на условите во железницата. За тоа говорат и набавките на новите вагони и возови, потоа реконструкцијата на железничките станици во повеќе градови во Република Македонија, но исто така и изградбата на железничката пруга кон Белјаковци. Неловски апелираше до сите млади, како и до оние кои го користат железничкиот сообраќај, да не ја оштетуваат возовите.